Почитувани, со новата влада предводена од ВМРО-ДПМН завршија празните ветувања на полето на животната средина и почна реализација на ветувањата кои ги дадовме пред граѓаните. Направена е стратегија за 20 години со која идните влади, без разлика која политичка партија ќе ја предводи владата, ќе има национална стратегија за тоа во кој правец ќе се трасира државата во овој поглед. Целта е Македонија да помине низ зелена енергетска трансформација. Откако само на хартија и исклучување на тендери и договори, минатата власт не успеа да се справи со аерозагадувањето, за разлика од нив, владата предводена од ВМРО-ДПМН почна со чекори кон справување со истото. Направен е план за почист воздух 2025-2030 година, со кој владата се залага за промена на системите за грејење, за кое се издвоени 10 милиони евра. Набавка на 6 екоавтобуси кои веќе транзитираат низ главниот град, како и набавка на додатни 120 електрични автобуси за потребите на граѓаните на Македонија. За да дојдеме до почист воздух, се планира изградба и на пречистителни станици, една во Скопје и една во Битола. Зајакнати се инспекцијски мерки и локални планови за загадување на PM10 и PM2,5 частиците. Во делот на заштитена и почиста животна средина, како и почист воздух, одвоени се 55 милиони евра за изградба и модернизација на регионални системи со цел изградба на нови и санација на постоечки депонии, трансфер станици и центри за рециклирање. Во однос на ова имаме направено и национална стратегија за управување со отпад 2024-2036 година. Ги заштитуваме националните паркови и природата, ја зголемивме заштитената површина на речиси 14%, како и прогласување на националниот парк Шарпланина и подготовките за Јабланица. Една година животната средина ја заштитуваме и прочистуваме. Една година на нови стратегии и мерки за почист воздух. Една година на реализации. Граѓаните заслужуваат почиста и поздрава животна средина. Ги градиме темелите на промените. Доаѓа времето на Македонија. Ви благодарам.